За околу 1800 бруцоши денес започна академската година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од нив околу 1700 се студенти од државата, а над 70 се бруцоши од странство. Тоа е ланската бројка, горе-долу се повторува, меѓутоа сепак трендот на намалување на студенти во универзитетите се чувствува. Програмите сите се акредитирани, сите се со услови за почеток со работа, значи нема ниту еден студент кој се наоѓа надвор од она што значи законска регулатива во делот на студирањето. Објекти се спремни, лаборатории се спремни, наставници се тука, ангажираме наставници од другите универзитети, така да се е подготвено за почеток на школската година. Новите студенти на Универзитетот Гоце Делчев денес имаа заеднички прв академски час во мултимедијалниот центар на УГД. Секој од нив одбрал различна струка согласно своите афинитети. Од Прилеп снесне да пишење на фармација. Бев средно фармација и сакав да продолжам. Затоа што слушам многу позитивни работи за УГД. Сакав малце да се одвојам од претходниот живот, сакам малце насамо да вложам во себе и да учам самиот за себе, без никакво влијание, самостојно како полнолетен, нели? На медицински факултет, општа медицина. Гастрономија и исхрана. Тоа сакав уште мала и тоа го одбрав. Тука сакав, во Штип. Да, од Злетово. Оваа генерација на студенти академската година ја започнува од 1 октомври, согласно новиот закон за образование. Освен големиот број на реформи, ќе се обнови и листата на приоритетни капитални проекти, во кои спаѓа и студентскиот дом во Штип. Заедно се трудиме да најдеме и да ги решаваме сите предизвици и проблеми со кои се соочуваме. Така што очекуваме и во наредниот период и при подготвување на буџетот за 2019 година да седнеме заедно со ректорите на јавните универзитети па да видиме кои се потребите и ако ние знаеме кои се потребите, но уште еднаш да направиме приоритетни проекти за сите универзитети за да се подобри ситуацијата. Инаку, студентите на УГД и годинава имаат можност да се одлучат за една од 12 факултети и 3 академии. Првите 130 најдобро рангирани бруцоши ќе бидат стипендирани од самиот универзитет.